Нашата соработка не беше толку директна на домашно ниво, меѓутоа беше директна на интернационално ниво, каде што преку најразлични процеси на Советот на Европа, заедно со представници на Агенцијата за млади и спорт, имавме прилика заеднички да соработуваме на креирање на европски младински политики, кои што на некој начин требаше да бидат и треба се уште да бидат инспиративни за креирање на македонски или за останати национални младински политики кои што ќе значат подобрување на квалитетот на живот на младите луѓе. Моите искрени препораки не само кон Агенција за млади и спорт, туку и кон младите луѓе е да изнајдат начин како да се надминат себе си, да прифатат дека делувањето еден без друг е осудено на неуспех уште од самиот старт. Во практика тоа би значило една препорака на конечно формирање на еден механизам на заедничка соработка, поставување на добри правила, она што многу ми намилуваат да го наречат заеднички ко-менеджмент систем, односно модел на заедничко донесување на одлуки во процесот на регулирање на младинските прашања. Убави и срекни биле секогаш оние моменти кога се отворале и отпочнувале процеси кои што решавале младински прашања, кои што значеле, односно давале надеж за подобрување на младинското учество во донесување на одлуки за прашања кои што се од нивен интерес, кога се поставувале, односно се покренувале иницијативи за поставување на стандарди кои што би регулирале нека младинска работа, кој што повторно е за подобрување на личниот и професионалниот човек на развој на младиот човек, меѓутоа од друга страна пак токму и негативните искуства се поврзани со некои вакви процеси, затоа што скоро секогаш се случувало да кога ќе почнеме убаво и весело, после тоа најнаш доаѓаат некои падови, па процесите се забораваат, стратегиите се затвораат во фиоки, не достигаат средства за нивна реализација, додека оние најнеубавите искуства можеби ми биле во моменти кога евидентно било како младите и Агенцијата за млади и спорт не успеале да воспостават некои функционални односи, па како резултат на тоа се појавуваат разочарувања, меѓутоа се појавуваат и отворени конфликти и измерување на силите помеѓу овие две страни, кои што според мене не само што треба, туку и мора да работат заеднички.